По укинувањето на застарувањето како можност за ненаплата на долговите, бројот на барањата за извршување се зголемил за 10.000, со што се создаде експанзија на барањата, особено од брзи кредити и стари комунални услуги. Председателката на Комората на извршителите, Весна Деловска, истакнува дека извршителите не се лихвари, туку јавни извршители и посочува дека иако 28,8% од побарувањата се за извршителите, значителен дел од нив се и за адвокати. Во 2023 година биле примени над 100.000 нови барања за извршување, а наплатени биле 160 милиони евра, од кои 4 милиони за државата, 132,3 милиони во стопанството и 25 милиони за физички лица. Вкупно има 95 извршители во Македонија, распоредени на 11 подрачја. Тутунарите не се задоволни од понудените цени за новата реколта, со оглед на тоа што од Сојузот на тутунари бараат повисоки цени: 510 денари за прва класа, 450 за втора и 390 за трета класа. Меѓутоа, понудените цени од 9 откупувачи за прва класа се движат од 414 до 420 денари, за втора од 312 до 360 денари, а за трета од 250 до 300 денари. Дополнително, цените за допунскиот тутун се помеѓу 120 и 180 денари. Од Сојузот бараат измени во законот за тутун, со што откупувачите не би можеле да понудат цена без нивно одобрување. Очекуваат дека откупувачите ќе ги зголемат цените пред почетокот на откупот со анекси. Меѓународниот монетарен фонд ја поддржува успешната политика на Народната банка и нејзината независност, која е клучна за одржување на ценовната и девизната стабилност. Меѓународниот монетарен фонд истакнува дека растот на девизните резерви ја зајакнал стабилноста на девизниот пазар и дека мерките на Народната банка ја засилиле отпорноста на финансискиот систем. Меѓународниот монетарен фонд советува внимателно следење на инфлацијата и финансиските текови, со потенцијал за дополнителни мерки ако се појават инфлациски ризици. Финансискиот систем е стабилен, а банкарскиот сектор е добро капитализиран. Меѓународниот монетарен фонд ја поддржува стратегијата на Народната банка за одржување на финансиска стабилност. Во јануари 2025 година забележан е забрзан раст на банкарските кредити за домакинствата и компаниите во еврозоната. Кредитите за домакинствата се зголемиле за 1,3% на годишно ниво, што е побрзо од 1,1% во декември 2024 година, најголем пораст од јули 2023 година. Кредитирањето на компаниите исто така расте, со зголемување од 2% во јануари, во споредба со 1,7% во декември. Вкупната вредност на кредитите за приватниот сектор се зголемила за 2,3%, додека ликвидните средства и паричната маса во еврозоната пораснале со 3,6% и 2,7% на годишно ниво, соодветно. Европската комисија предлага нов механизам за поддршка на индустријата во процесот на декарбонизација, со цел исполнување на климатските цели и зачувување на конкурентноста на економијата. Клучен дел од планот е формирање на банка за индустријска декарбонизација која ќе обезбеди 100 милиарди евра за индустрискиот сектор. Средствата ќе доаѓаат од Фондот за иновации и системот за тргување со емисии. Иницијативата вклучува и создавање на центар за заеднички набавки на критични суровини за енергетската транзиција, а ќе се скратат бирократските процедури за зелени проекти. Енергетски интензивните компании ќе добијат дополнителна поддршка за намалување на емисиите и електрификација. Европската комисија ја нагласува важноста на чистите технологии и циркуларната економија за енергетска независност и индустријска конкурентност. Со овој план ЕУ сака да го зацврсти својот лидерски статус во одржливата индустрија. Швајцарската економија забележа најбрз раст во речиси 2 години, со бруто домашен производ што се зголемил за 0,5% во четвртиот квартал од 2024 година, надминувајќи ја првичната проценка од 0,4%. Ова е најсилен раст од првиот квартал на 2023 година. Земјата избегна економска слабост што беше присутна кај многу нејзини соседи, иако имаше проблеми во производствениот сектор. Швајцарија забележа растот благодарение на индустријата и услужниот сектор, а извештајот ги исклучува податоците од големи спортски настани кои можат да го изменат вкупниот економски раст. Цените на криптовалутите паднаа значително во последниве недели, со биткоинот што изгуби 21% од својот врв во јануари. Ова е резултат на разочарување од недостаток на значителни криптопотези од страна на администрацијата на Доналд Трамп, која ветуваше поддршка за криптовалутите, но не ги реализира очекувањата. Трамп создаде работна група за крипто и ветуваше создавање национална резерва за биткоин, но овие потези не доведоа до значителен раст на цените. Мемонетата на Трамп, која беше лансирана пред неговата инаугурација, падна за 80%. Пазарот на криптовалути се соочува со проблеми од заострената монетарна политика и заканите за царини, што ја зголемува несигурноста. Од декември, глобалната пазарна вредност на криптовалутите опадна за $1 трилион.